Главоболката представува еден од најчестите симптоми кај човекот и причина за посета на лекарската амбуланта. Треба да се напомене кога зборуваме за главоболките и фактот дека таа е една од водечките причини за онеспособување на луѓето пред се, како од аспект на квалитет на живот, така и од аспект на секојдневните обврски кои што доколку има главоболка се нормално парализирани или на некој начин отежнати. Ја споменувам главоболката бидејќи токму таа денеска ќе игра централна улога во Фактор здравје преку темата насловена третман на главоболки. Јас сум Илија Николовски и денеска срдечно ве поздравувам и ви посакувам добре дојде со представувањето на гостинката кое што следува. Пред представувањето на гостинката, уште еден интересен факт за главоболките, а тоа е фактот дека постојат три типа на главоболки, тоа се тензиони, мигренозни и кластер главоболки. Но многу повеќе во однос на главоболките и особено за третманот на главоболки, денеска ќе ви предочиме преку разговорот и гостинката која што гостува во Фактор здравје, а тоа е доктор на медицински науки, доцент Татјана Чепреганова-Чанговска, специјалист невролог од клиничката болница Аџи-Бадем Систина од Скопје. Докторке, добар ден и пред се благодарам што сте со нас, или треба поточно професорке да ви се обратам? Доцент е доволна. Чест и задоволство ми е што сум гостин, нели, во оваа емисија. И едно од најгледаните емисии за здравјето, тоа е ова Фактор здравје, и тоа благодарение на тебе, Илија. Благодарам за овие пофални зборови и за вашето присуство пред се. Предпоставувам дека разговорот ќе се сложите да го почнеме по блокот реклами, каде што и ќе ги поканиме гледачите да ни се придружат во продолжение. Г132 плюс Натурал е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. Г-Натурал ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакне имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. Г-Натурал ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Третман на главоболки е темата, уште еднаш ве подсетувам денеска во Фактор здравје, која што ќе ви ја презентираме преку гостувањето на доктор на медицински науки, доцент доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, специјалист невролог. И доколку имате интерес и сакате да се јавите, 6091-925 и 6091-924 ви стојат на располагање за директни вклучувања во емисијата. Професор, ке бидејќи зборуваме за еден од најчестите, реков, симптоми и во однос на честотата и посетата и на вашите сигурно амбуланти, кои се причините пред се, но претходно да објасниме колку е сериозен како симптом и би рекол еден од најстарите симптоми општо во целата медицина. Точно. Во болката, прво да кажеме дека болката има едно филогенетско и патофизиолошко значење. А главоболката е еден симптом кој што е потекнул уште многу одамна и една, да речеме, најстара болна состојба, која што било прикажувана пред се на цртежите од многу години одамна, како, нели, жени кои што имаат болна состојба со фаќање на раците
на главата и така натаму, претежно ги представувале мигренозните, понекогаш и епилептичните напади, така ги оцртувале. Значи, тоа збориме години одамна, пред 5000 години, а за како прв пат запис, медицински запис, имаме од Хипократ, кој што за прв пат си опишува својата мигренозна главоболка. Значи, една болна состојба која што и текако е присутна во секојдневието. Морам и ова да го напоменам, нели, според Светската здравствена организација, дека главоболката е, значи, збориме на глобално ниво, пол од населението на земјината топка страда од некаков тип на главоболка. Значи на 3,5 милиарди луѓе би рекле, ако се 7 сабрика нешто жители на земјината топка. Значи страдаат од некаков тип на болка. Тука ги збориме и примарните и секундарните. Значи ова е глобална некоја цифра, некаде околу 30% паѓаат на мигренозниот тип на главоболки. Висок процент и многу честа симптоматологија, тоест многу чест симптом, кои што и текако ги преплавуваат нашите амбуланти. Зборам од општите, нели, лекари, кои што секојдневно се затекнуваат со различни типови на главоболка, па се до, нели, невролозите како крајни станца кај што они ги препраќаат, за да можеме ние барем да ги разграничиме и додефинираме доколку треба за понатамошни некои иследувања. Сигурно. Да. Кажавте дека постои примарна и секундарна главоболка, дали причините ја детерминираат појавноста, односно класификацијата на овие главоболки? Точно, значи според етиолошките фактори поделена главоболката на примарна и на секундарна. Треба да напоменам преска и вие го кажавте, нели, кластер, тензиона и мигренозна главоболка, сите тие спаѓаат во групата на примарни главоболки, кои што генерално се јавуваат негде од 20 до 40-45 годишна возраст, најзастапена популација. Жените страдаат многу повеќе од мажите, во однос 2:1, а дојде пак секундарните главоболки се оние главоболки кои што се како симптом пропратни на други некои заболувања, например, посттрауматска главоболка, после васкуларен акцидент, значи после мозочен удар или хеморагија субарахноидална, потоа Чинам дека и хипертензијата може да даде, нели, покачениот крвен притисок. Така. Тука имаме разни секи некои други подтипови на главоболка, кофеинската главоболка поради долго потреба на кофеинот. Потим имаме главоболка при, нели, вадење на заби, така натаму, при болка во ушите, во очите, значи различни типови на болка која што е како придружен симптом на некое друго основно патолошко заболување. За разлика од примарните, овие три типа кои што ги напоменавме, кои што се најчести, и каде што немаме етиопатолошки фактор, тоест немаме фактор кој што може да ја причини главоболката. Дали тоа значи и појавноста на главоболката или нивото или прагот на толеранција различно детерминира кога одредени лица и со каков интензитет на главоболка бараат помош? Главоболката е различна по интензитет, различна по време траење, различна по незиното појавување и различна по начинот како таа се манифестира, кај секого е различна. Овие три типа, нели, на болка кои што ги напоменавме, кои што се јавуваат кај помладата популација, најчесто секоја си има своја симптоматологија и секоја е многу различно по време траењето ние можеме да одредиме. Значи, затоа е многу битно пациентот кој ќе ни дојде и кој ќе ни рече имам главоболка, многу е битна анамнезата, да ви каже како се појавува, каде се појавува, кој предел на, нели, на главата е најчесто зафатена во болка, затоа што тензионата главоболка најчесто е локализирана во пределот на челото и во пределот на вратот. Мигренозната е хемикранијална, значи половина глава боли, каде што е таа пулсирачка, рекурентна и повторувачка, да, и е многу, нели, многу болна. По време траењето, оваа трае, например, негде околу 3 часа до неколку часа, до 5-6 часа, додека пак мигренозната знае да трае од 3 часа до 3 дена. Значи, многу повеќе за разлика од тензионната главоболка. И кластер главоболката, да не ја заборавам, дека и таа е многу честа. Сега кластерот е нешто почеста кај мажите во однос на жените, само таа. И се јавува локализацијски, значи се јавува позади, болката е позади окото и тој дел на главата боли. Во сушност, болката е позади окото, реков, тоа око е насолзено, оттечено, течат солзи, на истата страна имаме ринореја, значи тече и носот, имаме
појава на секрет. на секрет. Исто така се јавува црвенило и едем на таа половина каде што е болната страна. Таа различно трае. Знае да трае од 15 минути, поспоред нели книги кажувам, до 180 минути. Но во пракса е нешто друго, нели? Во пракса пациент е друго. Индивидуален. А во однос на терапијата која што покасно малце нели ќе ја споменеме, ќе обрнеме внимание, примерните главоболки до некаде и исто се третираат за разлика нели од секундарните каде што треба да се тргне главниот и основниот етиолошки фактор кој што ја предизвикува главоболка. Таа главоболка. За момент да ги потсетам гледачите дека 6091-925 и 6091-924 се отворени за ваши јавувања и ваши прашања денес во Фактор здравје. Зборуваме за третман на главоболки преку гостувањето на доктор на медицински науки, доцент доктор Татјана Чепреганова Чанговска, специјалист невролог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Пред да зборуваме за терапијата и она што особено ќе дадеме внимание и главен акцент покрај анамнестичките податоци, што дополнително друго ви е потребно за анамнеза, односно дијагноза, потврдување или отфрлање и разграничување на кој тип главоболка, бидејќи тоа го детерминира после и третманот. Апсолутно, да. Значи, многу ни е битно да, како што реков, направиме еден добар невролошки преглед кај пациентот, затоа што не секогаш симптомот главоболка оди само како главоболка. Често пати пациентот во таа негова болка во главата заборава да си ги каже некои други симптоми кои што ги има. Па со една добро земена анамнеза, како што реков, дали автоанамнеза од самиот пациент или хетероанамнеза од тие кои што доаѓаат со него, и како негде околу, да кажам, голем процент, можеби 5-60% веќе ние знаеме за што станува збор. Потоа добро прегледаниот пациент, невролошкиот статус, од испитување на кранијални нерви, мотилитет, сензибилитет, менигиални знаци, кои што се исто така битни, за да можеме да одредиме типот на главоболката. Ја се извинувам, но може да го слушнеме првото јавување пред следниот ваш факт што ќе го изнесете. Добар ден. Добар ден и убав среќен ден. И вам, господјо. Благодариме. Вака, мене не да ме боли глава, не знам како се викам. И окото, дури десното око, ми се чини ке ми излезне од мене. Толку имам главоболка и како мравки низ целата глава да ми оди. Ве молам да ми кажеш од што може тоа унапред и благодарам и пријатно. Пријатен ден, дали ва доволно? Па да, за значи еден совет. За еден совет. Еве ќе се надоврзам и на прашањето претходно што го почнав да го зборувам. Една многу битна работа е, значи, тоа што кажа пациент, мислам, гледачката, дека локализацијски, нели, болката е околу окото и окото ќе ми излезе и така натаму, значи веќе можеме да ја класифицираме на кластер главоболка и сега треба многу повеќе да се земе анамнезова, е многу недоволна анамнеза, меѓутоа да се обрати на невролог пред се матичен, па потоа на невролог, нели, каде што ќе може добро да ја прегледа, да ја земе. Нешто кажа како мравки да лазат по главата. Па добро, тоа се сензитивни, тоа се сензитивни некои сензации кои што различно ги опишуваат пациентите, некои како мравки, други нели како отрпнатост и така натаму. Различно тоа го кажуваат секогаш, али треба да се направат дополнителни испитувања за да се види. Ви може да го продолжиме во однос на дијагнозата, што како алатка понатаму. Во однос на дијагнозата и на ова прашањето што беше, значи доколку ние видиме дека пациентот и треба понатаму да се оди на испитување, едно најчестите испитувања кои што се прават се или компјутерска томографија на мозокот или нуклеарната магнетна резонанса, ние се едно од најдобрите алатки каде што ние можеме дефинитивно да потврдиме или да отфрлиме постоење на некој етиопатогенски фактор. Меѓутоа, кај кластер главоболката, треба да напоменам, па дури кај офталмоплегичната мигрена, која што малце повеќе за мигрената ќе се задржиме, треба да се размислува и на некои други состојби. Во смисла треба да се направат испитување и на крвните садови во мозокот, за да не постои некој од типот на анеуризматски заболувања или друг тип на... Значи проширување на некои места. Така, проширување на некои места, кои што често пати знаат да ги афектираат нервите кои што не се за инервација на очите
и може да ни се јави парализа на нервот, на погледот и така натаму. Значи, за тоа велам, треба некој да ја види, са она вели дека има болка, меѓутоа дали е само болка или има некој испад на некој од кој што со клинички преглед нормално ќе се испита. На очните јаболка. Да, благодарам за овој прв одговор и веднаш уште едно јавување имаме денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Молам, јас 2010 година доживеав херпес зостер. Добро. И од тогаш, од половина десната страна, од главата, ја имам постојана болка, без престан ни еден секунд. А болката е, ја се научив да ја издржувам, ама това е невозможно да ви кажам искрено. Последниот лек што го пијам, лирика е. И пред това 4, не можам да ги запамтам сега кои беа тие што ги отфрлав, заправо неврологот ми ги отфрлаше и последен го зимам лирика и тој не ми помага. Што мислите дека, еве, колку ја имам, 7 години точно, ја десната страна, постојано болка, постојано. Дали ова доволно? За одговор и совет благодарам за вашиот интерес. Значи, постхерпетичната невралгија навистина е многу тешка за третман и е, како да кажам, не захтевна за третман. Зошто? Затоа што пациентите, ова што го кажува, нели, пациентката не ми е прв пат да слушнам за типот на болка дека е неподнослив, они не можат дури ни навечер да спијат од болки и во текот на денот. Меѓутоа вечерта кога ќе легнат, тоа се како пулсирачки болки кои што кажуваат, каде што се неподносливи и мора да земат известни, нели, аналгетици или друг тип на третман, каде што барем малце да ја ослободат за да може да се надмине таа, да се смири, да. На жалост, херпесот всушност тој се вгнездува тој живее, се вгнездува, не велиме, нели, во нервите, заради тоа таа болка е толку испровоцирана и кога се шири како нервот оди. И заради тоа таа болка, заради тоа таа болка е многу голема. 7 години е навистина голем период и предпоставам дека пациентката има огромен проблем. Лекот кој што го зима е добар и се препорачува за таков тип на третман. Значи, тоа се антиепилептични лекови кои што ги употребуваме за третман на херпетична невралгија. Меѓутоа треба да се проба, можеби слушнав, значи 1, 2, 3, веќе 4 антиепилепти кои што не и помага. Можеби ќе треба да се оди во малце повисоки дози. Значи јас до сега имам скромно искуство 20 години. Сум имала половина, би рекла најмалку од работниот век. Значи, сум имала еден пациент каде што одев на вистина со многу високи дози за да ја постигнам барем малце ефект за да му се смири болката. Паралелно со антиепилептикот давав и друг тип на симптоматска терапија, па до некаде малце ја подобривме состојбата. Еве, господјата може и да ве побара или да се советува со својот невролог. Благодарам. И пред вториот блок реклами уште едно јавување имаме во емисијата, односно 2. Добар ден. Ало, добар ден. Доколку не ме слушате, дали второто јавување? Да, одлично е сега, господјо, по програма сте. Бака, јас имам 52 години, од 24 години сум со мигренозна болка. Добро. Меѓутоа сега мигренозната болка е ретка, ми се страдам сега од болка, од главоболка, што е резултат на алергија. Имам алергија, примам терапија, спрејови и таблетарна терапија, меѓутоа пред крајот на истекот на алергијата која што трае на пример недела или 2 заради некои надборешни околности ми се јавува после силна главоболка и моментално сум сега со таква силна главоболка. Ќе добиете и вие совет. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден.
Добро, доколку имате интерес, јавете се во продолжение, по блокот реклами ќе продолжиме со Фактор здравје. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. ДНА Анифарм, групација Пети, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Добре дојдовте во Здружените маркети. Хедис понуда. Штрудли 180 грама по цена од 26 денари. Интегрално чајно пециво 210 грама по цена од 39 денари. Чокобар 120 грама по цена од 29 денари. Хедис. Вреди. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. На здравје кафе. Со Елит кафе. Ја продолжуваме емисијата Фактор здравје и темата третман на главоболки и пред следното јавување и моите следни прашања да одговориме на господјата што се јави пред блокот реклами. Да. Значи, како што разбарвме, господјата има 54 години, од кога била помлада имала мигренозен тип на главоболка, нели, и одговара на годините кога таа главоболка се јавила. И кај жените се почести, нели, да, веќе рековте? Да, сега се нешто по-разречени тие главоболки, меѓутоа малце ми е, ако добро ја разбрав, сега има проблеми со синусите и најчесто вели дека кога има проблем со синусите, оно тогаш и ги има главоболките се исто така појавуваат. Значи, мешан тип на главоболка тука веќе станува збор, не е само примарна, тука веќе имаме и секундарна, предизвикана од синуси, која што исто така е многу честа кај популацијата. И треба да се види, значи ако е синусна главоболка, можеби ќе треба третман на синусите да се направи, тоа го прават нели на ОРЛ колегите кои што го. И тоа е примарната причина. Да, за да може да се основната. Зависи сега што е етиолошкиот фактор. И потоа паралелно со тоа да се земаат препарати кои што би можеле малце да поднамалат интензитетот на болката. А мигренозната главоболка која што имала некогаш сега е разречена, тоа е јасно поради тоа што
естрогените веќе се поднамалуваат, нели, и тоа се тие менструациони мигренозни главоболки кои што се многу чести и многу се познати и се едни од најзастепените кај жените. И уште едно прашање и уште едно јавување вклучуваме на 6091-925 или 6091-924. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господјо, и вие сте добродојдени, ве слушаме. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Имам едно прашање до докторката. Јас сум пациентка на возраст од 50 години. Сега сум во менопауза. Во помлади години сум имала главоболки, меѓутоа не толку чести. Сега главоболките ми се, како да кажам, во месецот, например, 3-4 дена континуирано. Меѓутоа, ме интересира едно, зошто јас, кога примам апче, например, се напијам апче, главоболката не ми престанува, туку уште повеќе е агресивна и почне да имам симптоми на гадење, на повраќање и така. Ако отидам до амбуланта, ќе ми стават инекција, било каква, со некоја комбинација, и тогаш главоболката за едно 15 до 20 минути се ублажува и полека престанува. Сега не можам ја секој пат да примам инекција во месецот, обавезно ме боли главата по 4-5 дена така, откако ми почна менопаузата. Сега прашање до докторката, дали може нешто да се преземе или да се испита. Јас немам воопшто испитано глава, а синуси немам. Имате синуси, но немате проблем со синусите, предпоставувам. Немам проблем, да, немам проблем со синусите. Да, се шегувам, најчесто така и велиме, нели? Имам синуси. Да, поздрав, секој е добро. Да. Значи, добро, ова е сега веќе над 50 години. Сакам да дадам до знаење дека постојат, значи, според литературата и вака во праксата која што имаме, што ги викаме ние тоа red flag, значи црвено знаменце. Се она што претходно пациентката немала. Мигренозна немала, кластер немала, никаква примерна главоболка. Така и сега се водат после од 50-та па натаму. Може да биде и хормонално, не велам не. Ако е во менопауза, може би, не знам кога почнала менопаузата и колку време ќе трае и така натаму. Ова познато вие кога зема препарат или медикамент за намалување, всушност не се намалува, се интензивира. Сега, зависи за каков препарат, не ни кажа, нели, зависи каков препарат зима и што препарат зима, затоа што тоа што предпоставувам дека тоа што го зима е од типот на аналгетик, а тоа што го дават е од типот на нестероиден антиинфламаторен лек, кој што знае многу појак да биде и подобро да делува, нели? За разлика од аналгетиците, ако перос ги земеме, им треба време за да почнат тие да делуваат. А овие имаат побрзо дејство и се малце поагресивни, да речем, се појаки лекови. Проблемот е во тоа што сепак и покрај тоа што не направило испитувања, пак ќе го споменам тоа црвено знаменце и убаво стои во литературата, вели све што ќе се појави и е главоболка нешто како нов симптом после 50-та, од 50-та па натаму, и како треба испитувањата да се направат. Затоа што обично може да биде симптоматски тип на главоболка. Значи како предупредување сериозно да го свати господјата. Да, треба да си направи, значи не ќе земам апче па ќе ми помине па не, него да си се обрати, да си се направат исследувања. И уште, да, пред да зборуваме за третманот малку повеќе, да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Добар ден. Господине, и вие сте добродојдени, ве слушаме. Дали сум во директно вклучен во емисија? Да, директно сте во Фактор здравје. Поздрав до водителот и до вашата гостинка, до докторката. Благодарам. Сакам да ве прашам, пред едно 20 на дена добив некаква алергија, некаква вирусна инфекција и имаше многу неподносливи болки. Матечниот доктор и кожниот доктор преценија дека е некаква појава на прележена некогаш варичела. И сега ми е зафатено и окото и имам главоболки таму на левата страна. И сега мислам периодично намалуваат болките, ама се уште имам болки, некако да кажам циклично или периодично, не знам како да ме мъска главата носоп на левата страна, па не знам дали ќе ми помине, затоа што веќе не користам лекарства, освен капки и витамин С, и не знам дали ќе имам последици, ќе ми останат последици
од оваа прележена болест. Да. А дали имате промени на окото? Може и вие да го прашате директно. Окото се уште не можам левото око да го отворам. Имам крваво ми е окото и имам болки и околу него и малци ми тежи. Благодарам за вашиот интерес, значи и сипаници и варичела. Па да, тоа се сепак од инфективен агенс предизвикани. Значи, околу окото и под окото имаме нерви кои што нели се излегуваат и кои што се доста осетливи на било каков едем во на очните капаци околу окото и тие се знаат да бидат инволвирани и да бидат болни нормално. Сето треба да се смири, да се намали за да се намали болката. Па е предизвикана болка. Кога ќе се повлече? Ќе се повлече кога ќе се намалат симптомите, кога ќе помине основната болест. И она што сакам уште за крај како завршеток не помогна. Варичела вајли по другите делови на телото има, не знам, и вајли околу. Но како што рече господинот е прележал, нели варичелата веќе. Не знам, ама еве докторите му рекле тип на варичела, како рече, не. Или да се консултира можеби со некој друг специјалист во однос на проблематиката. Да види зашто станува примерно зашто станува збор, малце сега зашто па да постои тој едем околу окото и зашто да тој едем всушност да прави главоболка. И она што сакам уште да ве прашам во однос на третманот, кажавте дел дека медикаментозно се третираат главоболките, што е она што дополнително вие го работите во пракса и што литературата вели? Така, значи главоболките се третираат со медикаментозен третман, да напоменеме дека третманот во глобала се дели нели на акутен, на СОС третман, нели кога има акутна главоболка пациентот и оној кој што е за профилакса на главоболката. Или превенција. Да, за превенција, за профилакса, точно. СОС третманот се употребуваат најчесто збориме сега за примарните главоболки, значи не збориме за секундарните кои што се предизвикани од друго заболување. Значи абортивните лекови или тие главните лекови, СОС лековите, најчесто се даваат триптани, групата лекови на триптани. Тука спаѓа, тоа се најчесто перос или назални може да бидат. Потоа тука спаѓаат групата на нестероидните антиинфламаторни лекови од типот на напроксен содиум, ибупрофен, метопрофен и така натаму, значи група на лекови кои што можат и венски да се дадат или мускулно, действото ми е побрзо. Потоа спаѓаат антиеметиците против повраќање, ерготаминските препарати. Профилактичките лекови кои што ние невролозите можеме да ги препишеме и да ги одредиме пред се, тоа се антиепилептичните лекови како број 1, понатаму нестероидните антиинфламаторни, потоа тука спаѓаат разни серотонински деривати, трициклични антидепресиви и на крај се во поголем број, нели на голема врата влегува и онаботулинум токсин А, кој што е веќе за третман на хроничен тип на мигрена. Тоа е внесување на ботулинум токсин во пределот на главата, челото, позади вратот и во пределот на рамениците. Тоа се инјектира? Се инјектира, да. И се действото на онаботулинум токсин е после неколку дена. Значи, направена е голема студија каде што е видено дека негде околу 50% после 24-та недела имаат ослободување од фреквенцијата на нападите, а негде после 56-та недела виделе дека 70% од тие пациенти се ослободени од мигренозните напади и дека имаат добар квалитет. Но тоа треба да се инјектира почесто или со каква фреквенција? Значи, или индивидуално зависи? Да, се инјектира почесто, зависи индивидуално, се инјектира почесто, си има таму третман и си има, нели, точно кога и како пациентот треба да се јави за давање. Не е за дефинитивно лекување на хроничниот тип на главоболка. Значи само за намалување на болката. И кратко моето последно прашање, колку често рецидивираат или се повторуваат главоболките? Па се повторуваат. Знаат, например, мигренозните главоболки знаат да бидат и како чести и се едни од најчестите. Знаат да бидат повторувачки, рекурентни, нели, и знаат да го онеспособат, тоест да дадат инвалидитет во секојдневното живење на пациентот. Треба правилен третман и треба правилно да се значи
правилно да се однесуваме, не да велиме ме боли главата, ништо не ми е, нели? Меѓутоа ако тоа се повторува, треба да се јави на лекар. Сигурно и позитивната енергија и позитивните луѓе сигурно придонесуваат за елиминирање на главоболките. И добриот физички, нели, физичка активност. И социјален живот во целина. Ви благодарам професорке за вашето присуство. Да не ве чекаме уште толку долго, да ни бидете повторно гостинка во Фактор здравје и поздрав до колегите во Аџивадем Систина. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Доцент, доктор и доктор на медицински науки Татјана Чепреганова Чанговска, специјалист невролог, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Ви благодарам за вашиот интерес и соработка денес во емисијата и ве поканувам утре повторно да ни бидете друштво наше, а и ние ваше во вашите домови со новото продолжение од Фактор здравје. До тогаш пријатно и уживајте во остатокот од денот.